Предвремените парламентарни избори во Британија ги свика конзервативната премиерка Тереза Меј со цел да освои мнозинство во парламентот пред преговорите за излегување од Европската унија. Но тоа се усложни во текот на кампањата, која на моменти беше прекинувана поради терористичките напади. Главниот ривал на Тереза Меј, лидерот на лабористичката партија, 68-годишниот Джереми Корбин, се покажа како силен противник со оглед на тоа што низ текот на кампањата, според аналитичарите, успеал да им се приближи на граѓаните со теми кои се од нивен непосреден интерес, како здравството, социјалната помош и нееднаквоста во општеството. На синоќешниот завршен митинг тој порача дека нееднаквоста може да биде надмината. We're not the party of the billionaires, we're not the party of the corporate elite, we're the party of the people. За разлика од Корбин, 60-годишната Меј имаше многу поограничени контакти со избирачите. Што се однесува до Брекзитот, Меј за време на кампањата се заложи за преговори со Европската унија без подстапки, додека незиниот ривал Корбин е на став дека не би ги притискал тие преговори со Брисел. Меј ден пред изборите рече: So my message to people is very simple. Give me the backing to lead Britain. Give me the authority to speak for Britain. Strengthen my hand as I fight for Britain. Give me your backing and I will deliver for Britain. Thank you. Но аналитичарите сметаат дека прашањето за Брекзитот нема да биде единствената работа која ќе влијае врз одлуката на гласачите, при што се спомнуваат последните терористички напади во Британија. Вообичаено електоратот им дава предност на конзервативците кога се работи за прашање од безбедноста на земјата. Но Меј се најде на удар поради незините оценки како министерка за внатрешни работи, функција на која беше 6 години. Во меѓувреме, испитувањата на јавното мислење во Британија почна да бележат извесен пат на предноста на конзервативците на Меј и раст на популарноста на лабористите на Корбин. Светските новински агенции сепак потсетуваат дека анкетите не биле најдобар показател при референдумот за Брекзитот во јуни лани, кога се чинеше дека ќе победи опцијата за останување на Британија во Унијата. Затоа институтите за истражување на јавното мислење веќе не се осмелуваат да ги прогнозираат резултатите од британските избори.